Тој испрати пациент дома за да умре, затоа што таа не можеше да си дозволи да плати мито. Тој беше платен да гледа настрана кога една фабрика истори токсичен отров во локалната река. Таа наплатува нелегални такси во незиното училиште и така децата од сиромашните фамилии остануваат без образование. Тој користи пликоа полни со пари за да победува на тендери, додека неговите конкуренти банкротираат. Тој дозволи полицаецот кој малтретира затвореник слободно да си замине. Корупцијата предизвикува непроспиени ноќи за милиони луѓе. Зошто не и за корумпираните? Време е да се разбудиш. Лирам и потенцирам. Луѓето по затвори се помалку луѓе од политичарите. Човекот што украл 100 кебапчиња е во затвор, а криминалците сакаат да бидат ослободени. Тоа нема да го дозволиме. Ве повикувам граѓани, тоа да не го дозволиме. Не смееме тоа да го дозволиме. Откако Заев ги реши сите проблеми во државава, реши на Дарвин да му се меша во штипки. Да видиме корењата се. Значи сега тоа корењата по науката сите сме од мајмуните. Така, по религијата сите сме од Адам и од Ева. И како бе тоа македонците од бугарите само од цел свет или бугарите од македонците, мислам, нели сме или од мајмуните или сме од Адам и од Ева. Сега како? Така. За разлика од израелците, видовте, Заев гаѓа со нуклеарки право во срце. Штом тресне нешто, треба тамо више не расте. По удар на вистинска нуклеарка, науката вели би преживеале само бубашвабите и шкорпиите, ама од нуклеарните глупости на Заев, абе пепел! Жити Богоројца, бе, зоќе! Де кажи која наука тврди дека потекнуваме од мајмуните? Дарвин да те чуе салто мортале ќе направи во гробот со шпага, човек! Дарвин никогаш не рекол дека човекот потекнува од мајмуните. Оно што го рекол е дека човекот и мајмуните потекнуваат од некој заеднички предок. Ќе повторам, од заеднички предок, бе, зоќе, а не од мајмун. Дечко, затоа треба да се вратиш во 7 оделение или барем читнија потеклото на видовите од Дарвин. Чисто онака колку да не маваш со нуклеарки. Многу боли тоа, бе, зоќе. Веќе не ни е смешно. Колективно ги палиме свидетелствата од основно и дипломите. Ама изгледа за вас политичарите во власта е логично да потекнуваме од мајмун, зашто владеете со мајмунлаци и мајмунисување. Па мислите сите сме мајмуни, така? И како тоа мислиш? Според религијата сме од Адам и Ева. Адам и Ева кој ги направил, бе, зоќе? Стево и Божана. Па внимавај што зборуваш. Може да те чуе Мила Царовска и смртно да ти се налути. Според Евангелието на Мила Царовска, може Адам и Ева и не постоеле. Туку првите родители на човекот биле Стево и Трпе. Нели, Стево бил родител 1, а Трпе бил родител 2. Па си посвоиле дете. А може не постоеле ни Стево ни Трпе, туку само Донка и Божана. Па тие си го посвоиле детето. Оти во првиот случај фали мајка родилка, а во вториот мајстор спермодарител, па мора да одат нели на посвојување. Ама зоќе пак има проблем. Детево од каде го посвоиле? Им паднало во скутот планетата Криптон како Супермен? Ја еве да речеме потекнуваме од Адам и Ева, ама тоа се однесува претежно на нас христијаните. Тогаш муслиманите кои ги направил, бе, зоќе? Мујо и Фата. А индусите кои ги правил, бе, зоќе? Добро, еве, не знам за индусите, ама кинезите сигурно не се направени од Адам и Ева, туку од Брусли или Джеки Чен ги направил. Абе, стварно не знам, не се сеќавам. И како бе така религија и наука мешаш како карти за табланет? Не оди тоа така, бе, зоќе. Тебе ти тргна со мешањево изгледа. Прво мешаше околу Гоце Делчев. Бил и наш, ама бил и бугар. Илинденското востание малку е македонско, ама малку повеќе бугарско. Идентитетот е бетон, ама може да биде и тесто според тебе. Името не го даваме, ама па шо има врска што го сменивме? Зоќе, овие чичковците во белите мантили со гумено чеканче во рака што шетаат и удираат пациенти по колено, имаат име за тој проблем. Шизофренија го викаат, целосен распад на душата и умот.
Диши малку, бе. Сркни од тоа маслото што го шверцуваат твоите да се олабавиш. А може затоа и ти е смешен според што го имаме со Бугарија, затоа што самиот ти го направи. Па после си цицна од маслото и сега ти е све смешно. Супер. Само проблемот е во тоа што само ти се смееш. Нам одамна не ни е до смеење. Шекспир нема напишано ваква трагедија каква што испиша ти за Македонија. И да те подсетам на една добра песна од Желјко Бродарич, Јапа. Голем хит беше во бивша Југославија. Пушти си ја на YouTube, најди ја, се викаше Мајмун ради оно што види. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.